Добро вечер, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата. Овој пат ќе го посветиме во целост на шминкањето или како што денес современо се нарекува мејкапот, и со мене го имаме вистинскиот човек во нашиот град да ни проговори нешто повеќе за оваа професија, за која што во изминатава деценија можеме да кажеме дека постигна вистински подеми и падови, барем кога станува збор од оној бизнис момент, меѓутоа станува збор за многу комплексна професија во која прво место покрај бизнисот во секој случај игра и уметноста. Меѓутоа, како што кажав на самиот почеток, со мене тука во студиото е вистинскиот човек да ни објасни малку повеќе за оваа професија, Мери Бајрамовска, моја гостинка, прв пат ми е гостинка во Јокламава. Не знам во ТВМ телевизија дали си гостувала порано? Не, за прв пат. Епа, добре дојде во ТВМ телевизија и добре ми дојде во Јокламава. Како си, Мери? Добре ве најдов, прекрасно се чувствувам. Задоволство ми е да присуствувам во вашава емисија. И едва го чекав овој момент, конечно, некој во градов, да почне да ме повика, да бидам гостинка, и така да задоволството е мое денес. Така. За тоа што го кажав на самиот почеток дека си можеби една и од најповиканите да зборува за мејкапот и за шминкањето, ќе објасниме малку подоцна зошто е тоа така. Меѓутоа, да си го фатиме редот. Како започна Мери да се занимава со мејкапот? Почетоците на почеток имав два предуслови. Прво беше една голема желба и љубов. После тие два предуслови, нормално дека мора да се похрануваат, да имаш уште повеќе желба, уште повеќе љубов, да бидеш што повеќе иновативен, да бидеш креативен и едноставно да бидеш жртва во овај бизнис, како да кажам. Уште како мала, се сеќавам, бев залюбена во се она што представува уметност, пошто шминката исто така е дел од уметноста. Ги сакав сите бои, цртав на платно. Ето така имав привилегија да живеам во фамилија каде што имавме многу членови од женскиот пол, 4 тетки дома, мајка ми и баба ми, сите беа средени, сите беа нашминкани. И така да јас растев и го гледав сето тоа и мислам дека сепак влијаеше и тоа, а и дарба. Сепак е дарба. Јас ја имам таа дарба на моите дланки. Цртав на платно. И секогаш мислев дека јас ќе бидам уметник и дека ќе се бавам со тоа, да цртам на платно и тоа ќе ми биде крајна професија. Меѓутоа, животот ми донеса сосема други работи. И сега имам уште поголема среќа што целата моја уметност ја цртам на живи луѓе. И предноста е во тоа што добивам фидбек фактички од другата страна, гледам насмеани, задоволни лица и тоа чувство навистина не може да се опише, тоа треба да се доживее. И тоа е онај максимумот кој што еден мејкап артист може да го достигне и да каже да, супер, сега е во ред се. Така. Ме интересира дали се сеќаваш на моментот кога свати за себе дека ова ќе биде нешто со што посериозно ќе се позанимаваш малку подоцна. Ќе биде хоби, меѓутоа ќе биде нешто што ќе му посветуваш многу повеќе внимание. Како што кажав, имав преголема желба и љубов. Дојде така спонтано, меѓутоа јас кога решив да почнам да шминкам, кажав дека дојдов дома и на мојот сопруг му кажав јас од денес ќе почнам да шминкам, меѓутоа ќе го правам како што треба да го правам. Пошто мислам дека до пред известно време не се правеа работите како што треба да се прават во однос на шминката. И сватив дека стварно треба да излезе некој, дали ќе бидам јас или ќе биде некој друг, не е битно. Битно е само да се каже на луѓето да му се долови вистинскиот мејкап, вистинските продукти кои што треба да ги користат, да се доближиме до светските модни трендови во шминка. И тој беше така малце, како да кажам, преоден момент кога реков ќе почнам да шминкам. И почнав, сериозно ја сватив таа улога. Поддршка од семејството? Поддршка од семејството, ако ја немав, јас нема да бев ова ден што сум. Мојот сопруг стои позади мене и тој потполно ме поддржува. Тој беше мојот
прв фан, како да кажам, и моите деца исто така. Така да јас сум многу среќна што ја имам мојата фамилија и што цело време значи ме поттикнуваат и ме тера да бидам што повеќе креативна, иновативна, значи ја имам нивната љубов, нивната поддршка. Посебно маш ми, значи морам стварно да го пофалам вака јавно, искрено. Потребна е секогаш поддршка. Се сеќаваш на првото каже на самиот почеток на емисијата дека она што е најголема награда за еден мејкап артист е насмеаното лице од другата страна од кога ќе заврши. Се сеќаваш на твоето прво насмеано лице? Да, се сеќавам на моето прво насмеано лице. Тоа беше точно пред 5 години и стварно ме викна во еден фризерски салон и мојата клиентка прв пат ја шминкав. Јас тогаш работев со многу висока квалитетна брендирана шминка. Пошто бев во фризерски салон, имаше многу луѓе, многу клиенти тука и чека на ред за фризури. И јас почнав да ги ваѓам моите продукти и кога видоа фактички Со што работам, има Estée Lauder, Bobbi Brown, Makeup Forever, Clinique, Lancome. И кога ги извадов продуктите, и ме гледа цело време додека ја шминкам клиенткава, додека работам, и едноставно беа, како да кажам, воодушевени. И толку беше, значи не требаше ништо посебно друга реклама, пошто мене самите клиенти ми се подвижна реклама. Значи, како викаат, добриот глас се шири со брзина на светлината. И сето тоа одеше супер добро, меѓутоа јас цело време внимавам дека и цело време си го имам тоа на памет дека лошиот глас се шири уште побрзо и така да многу внимавам, значи на се внимавам и на односот со луѓе и на тоа како да бидат задоволни, сепак ова е услуга, клиентите ми се приоритет, тие ми се на прво место и нивната желба ја почитувам секако, без разлика тоа што сум мејкап артист, секогаш кога ќе седне клиентот пред мене, прво дискутирам, прво разговарам да видам што сакам. Прашувам за која пригода се шминка, како ќе биде облечена, така да правиме заедно еден склоп. Значи, тоа ми беше следното прашање, се наоѓате ли на половина пат и со оглед на тоа што ето ти кажа самата дека ти ги прифаќаш сугестиите на своите клиенти. Секогаш. Меѓутоа колку се тие волни да прифатат и твојата сугестија? Па секогаш, кога веќе дошле кај мене, значи се препуштаат на професионалец, така да знаат дека си ја знаам својата работа, значи едноставно се опуштени. До сега не сум имала некој клиент кој што бил така под стрес и да нема доверба. Обично доаѓаат со доверба, пошто знаат каде доаѓаат. На сигурно, нема експерименти. Не ми се десило до сега, значи, да коригирам шминка, искрена да бидам. Затоа ми е многу битен тој момент, кога ќе направам прв контакт со клиентот и прашувам што сака и како сака. Ако е нешто претерано, сепак тука сум за да кажам моја сугестија и да кажам дека не одговара за таа пригода, дека може би било подобро да одиме со посветли тонови, со потопли тонови. Зависи значи за кој тип на жена спаѓа и која е низината возраст и која е низината пригода. Сепак мејкапот е една цела наука, не е само така како што мислат другите плюкни залепи, да се изразам народно. Цела наука и така да постојат 4 типа на жени. Секоја жена е поделена на едногодишно време, а за секој годишно време имаме боја на палети на сенки и јас морам тоа да го знам. Значи кога ќе ми седне на жена да знам на кое годишно време припаѓа и врз база на тоа значи одам со тоновите на сенки, колку тие да бидат јаки, дали да бидат интензивни, тоа е во зависност. Колку време си поминала проучувајќи анатомијата на лицето? Предпоставувам дека многу време си поминала. Кажа за и ќе спомнеме малку повеќе и малку подоцна во јокламата за материјалите кои што се користат и колку е важен квалитетот. Меѓутоа, колку ти се надоградуваш себе си како мејкап артист во насока ето конкретно на тоа што го кажав, изучување на анатомијата, па го гледаш од прво, гледаш лицето колку е симетрично, па што може, па како може, кој дел да се нагласи, кој дел не. Јас сум лаик, меѓутоа од прилика ето, сум читал нешто, сум видел нешто.
Како што кажав, значи мејкапот е цела наука. Значи стварно треба да се чита, да се учи, да се преучува. Имаме различни типови на луѓе, различни форми на лице, различни контури. Треба да знаеш како да ги истакниш контурите. Во мејкапот е сега тоа трендовско, значи контурирањето. Така да јас ето имав прилика значи и чест, како да кажам, да бидам репостирана доста на странски медиуми, портали, по социјалните мрежи, каде што бев нарекувана, значи, кралица на контурингот, така буквално така ме представуваа, што мене многу ми значи. Јас искрено имав и анатомија и на нозе, не само на лице, значи цело тело, стомачни мускули правев, така да стварно проучував доста. Дури земав и книга од син ми. Случајно седев дома, имаше анатомија за цело тело, така. Баш гледав анатомија за нозе, па како треба да бидат тие правилно нозите исконтурирани, како треба да изгледаат, како на модните писти кога излегуваат манекенките, сето тоа е шминка, сето тоа шминката е многу моќна работа и така да со шминка може се да се покрие сите неправилности и на лице и на тело и да се добие оној максимум, значи што може да го добие една манекенка, да кажам, или некоја јавна личност која што ќе излезе на сцена. Па дури некој обичен човек. Да, секако, да. Мери со илјадници години мејкапот постои уште во Египет, таму има некои записи, се верува дека и уште од многу поодамна, од пред Египет, меѓутоа ето зборуваме за цивилизација, меѓутоа ти спомна еден многу интересен момент од работата со твоите клиенти, а тоа е користење на одреден тип на шминка за одредени пригоди. Така. И ќе ми се налутат колешките, ова е прашање нарачено од колешките за еден професионалец, кој е мислењето на еден професионалец за користењето на шминката конкретно за кај наши во Охријанки, а ето особено во летниот период за на плажа. Леле, за на плажа, па видете сега да ви кажам. Затоа што не често, ето сум приметил и јас, гледам со шминка она што вие би го нарекле вечерна шминка на плюс 40. Добро, знаете како? Налето, ако гледаме така, налето сите ние мејкап артисти најмногу работиме, пошто налето се и свадбите, и тие свечани пригоди, имаме повеќе евенти во градов, значи случувања, имаме концерти, забави, секој сака да биде среден во летниот период. Значи за налето постои посебна процедура за шменка. Значи тоа се етапи во шминкање. Значи имаме посебни праймери, посебни подлоги, посебни пудри кои што и на 50 степени да излезиш, таа пудра значи делува суптилно, али сепак значи сите недостатоци на лицето се покриваат и многу е битно, најбитно е да не испане да излезеш после како кловн да ти се растопи цела шминка. Затоа секогаш потенцирам и е најбитно квалитетот на производите кои што се користат. Во моето студио, значи, секоја жена е дел од најбрендирани мејкап производи. Јас одлучив така, значи, инвестирам многу и не ми е жал за тоа, затоа што сметам дека секоја жена го заслужува најдоброто. Затоа го одбрав и тој пат. Така. Колку се охриѓанки, ето поинаку ќе го формулирам прашањево, подготвени да прифатат совет дека тоа што значи мејкап за навечер, така, не е мејкап за преку ден. Имаме мејкап и за преку ден. Имаме дневна шминка. Така. Имаме шминка за состаноци, имаме шминка за посебни пригоди, имаме невестинска шминка, имаме значи повеќе типови на шминка. Така да тоа е зависност од карактерот на една жена, значи која што го носи и колку таа сака да биде средена. Јас почитувам секоја жена која ќе ја видам средена, јас се восхитувам. Јас сум жена и сакам која ќе видам убава жена. Така да со секоја почит кон таквите жени. Така, меѓутоа она што го кажа, тоа да биде суптилно, тоа да биде конкретно да не биде да не за на плажа, боже мој, значи и за на плажа има. Предпоставувам дека има и за на плажа шминка. Посебни значи шминка, значи имаме за на плажа, ево од Ланком беше хит лани лето, еден кармин кој што стварно беше баш за топлите, она за хранење на усна, значи за тие сончеви зраци. Така, си има и заштитна функција. Значи си има и заштитна функција и така, натака. Така.
Ајде да направиме една пауза, да одиме Може, со нема блок реклами и проблем, потоа ќе си нема продолжиме со разговорот. И во вториот дел токму ќе проговориме за квалитетот на производите и она ти што го начина за контурирањето и за твојот бум на социјалните мрежи на почеток и потоа малку и пошироко. Почитувани гледачи, предлагам да направиме една кратка пауза, да одиме со реклами, а потоа продолжуваме со разговорот со мојата денешна гостинка. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Фиш и ланч бар Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. Осмите луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети и по специјалитетите од македонската национална кујна. Ланч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Фиш и ланч бар Лихнидос. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентълмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Камин на пелети Карина од 10 киловати, од Екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Вчерашни истражува, дојде ли животот за македонските кафулиња. Траорни сцени, шок и неверица. Јавноста се збогува со покојникот. Откриваме кој пациент ќе седне на терапија. Вчерашни дознава, што си кажаа стариот и новиот градоначалник на една општина. Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод
бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ке прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ке значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Ете, почитувани гледачи, ова беше кратката пауза за реклами. Ние продолжуваме понатака со Јокламата, зборуваме за мејкапот. Мери Бајрамовска, Мејкап бај Мери, 5 години студиото направи роден ден. Вистина ли првите 5 години се најтешки? Тешко е. Тешко е затоа што се работи за човек, ево јас, примеров, каде што стварно си бара дисциплина оваа работа, упорност и жртва. Тешко е, меѓутоа сметам дека се додека се ако се работи, мислам дека ќе постигнеш успех. Да. Најбитно е значи да не се сонува за успех, да се работи само и ќе има успех на крај. Мери, баш ме интересира колку мислиш дека станува збор за индустрија која што многу брзо се менува, кога станува збор, ето зборуваме за мејкапот, за шминкањето, тоа е наотрглив дел од модната индустрија. И ако модната индустрија ни налага некои трендови кои што се менуваат не од ден на ден, туку по неколку пати во денот, сега ова е ин, па сега ова не е, па сега ова е повторно назад, па се враќаат моменти од пред деценија, од пред 2 децении, баш ме интересира колку си согласна со тоа дека станува збор за индустрија во која што тешко може да се успее. Да, тешко може да се успее, меѓутоа ако се пратат тие модни трендови, мислам дека ќе се успее. Јас постојано ги пратам и постојано сум во чекор со модните трендови во однос на шминкава. Само што ќе излезе продукт кој што е трендовски, одма го добивам, го имам во моето студио, така да секогаш сум тука на чекор со модата. Ја пратам и треба да се прати. Така. И треба да се прати. Постојано треба да се прати, затоа што ќе те згази, времето ќе те згази. Не можеш да стагнираш, мораш да одиш напред, значи да си во чекор со времето, со модата. Како што има во секоја мода, значи дали е фешн, се менува трендот, така да и во шминката се менува трендот и мора. Сега ќе зборуваме токму за она што го кажа во првиот дел на емисијата, го начна, тоа е квалитетот на производите со кои што, ето конкретно, ќе земеме ти работиш. Ги спомна најголемите козметички имиња, станува збор за мултимилионска индустрија. И да влезеш и да ја користиш прво и основно, потребни се финансиски средства. А од друга страна пак она што се случи тебе и да те препознаат, тоа некој ќе каже има среќа, меѓутоа јас мислам дека нема никаква врска со среќа, туку она што го кажа претходно со твојата работа. Со кои фирми работиш и која козметичка линија ти е најмила? Работам со доста познати фирми, а најмногу, значи, ја форсирам и ето така можам да кажам дека сум и MAC Pro Makeup Artist, е козметиката на MAC Cosmetics. Имам доста други брендови, Makeup Forever, Bobbi Brown, Lancome, значи се што е така малци брендови кои што ги красат сите модни списанија, брендови кои што се со ултра премиум луксус, како што кажавте и самите во најавата. Треба да се инвестира и многу инвестирам и не ми е жал што инвестирам. Така. Колку си ме интересира колку си упорна во објаснувањето и во убедувањето на твоите клиенти дека добар дел од работата, можеби не половина од работата, ето можеби 1/3 од работата кога треба да излезе еден финален производ, тоа насмеано лице кое што го кажа, е квалитетот. Дека можеби цената е повисока,
меѓутоа дека тоа е тоа што на една современа жена и треба. Јас мислам дека 90% од моите муштери кои што доаѓаат во мојот салон знаат, значи кои брендови ги користам и каква козметика ќе му ставам, затоа и одбрале да дојдат кај мене и да бидат лојални. Во 5 години јас веќе каде што функционирам, работам значи со истите муштери и секогаш значи тој број на муштери се зголемува затоа што како што ви кажав дека подвижна реклама ми се самите муштери знаат значи кој е квалитетот. Сега не можеш тоа да го скриеш пошто со социјалните мрежи се ни е достапно. Луѓето гледаат и мене ми е мило што гледаат и можат сами да проценат значи што е добро, а што лошо. И веќе кога одбрале кај мене да дојдат, знаат што е квалитет. И драго ми е и задоволна сум. Значи, стварно сум задоволна. Така. Сите тие големи козметички куќи, кои што ги спомна, со кои што работиш, организираат голем број на семинари, симпозиуми, каде што се она што е ново, не само што го презентираат, предпоставувам дека се има и посебни, кажат, станува збор за цела наука, како се користат, кога се користат, зашто се користат. Колку имаш време и колку имаш можности да ги посетуваш? Се трудам да најдам време, пошто сум стварно презафатена, работам 2 работи, имам деца дома, фамилија, сепак сум мајка, жена, сопруга, значи бизнис имам и така да гледам да одговорам и сакам да видам, да присуствувам. Последно ево, значи чест и задоволство ми беше веќе почна и во Македонија. Прво како што кажав ти сами, значи ме препознаат странските медиуми. Откако се пробив значи по социјалните мрежи, гледам дека веќе и државава своја почна да ме признават, да ми се јавува по телефони, да ме викаат на гостувања, на такви ивенти, семинари. Гледам колку што можам да бидам присутна. Сега последно бев присутна во Скопје, имавме промоција на новите кармини на MAC Cosmetics на ретро мат липстик, така да ми беше чест и задоволство што ме одбра мене. Ето да бидам тука како лице кое што ќе ги промовира, ќе ги меша, ќе прави микс од тие кармини. И така да стварно задоволството е многу големо кога ќе видиш дека и во својата држава веќе те почитуваат и го гледат и го ценат твојот труд. Така. Кажа дека си уметник, меѓутоа јас ти кажам дека си многу паметен бизнисмен, дека покрај тоа задоволно лице што сакаш на крајот да го добиеш и мудро играш во овој бизнис. Особено тоа го покажа пред 1 година, 2 години кога више оние твои постови на Инстаграм, на Фејсбук, кои што станаа вистински хит и тие беа, тие впрочем кои што преку кои што разбра и светските други медиуми и мери многу брзо излезе и надвор од Македонија. Да, брзо излего. Како се случи, беше совет, беше сугестија, беше твоја чисто идеја? Беше моја идеја, пошто како што кажав сум доста креативна и ги пратам тие модни трендови. На Инстаграм бев многу популарна, значи со самите туторијали и видеа кои што ги снимав, се гледа мојата работа, почнав со контурирање на лице, па одеше шминката и така натака сите други детали. Излезе сето тоа на површина и ме видоа значи доста светски, како да кажам, значи списанија, ме репостира на доста страни во светов, значи ми имаше на Daily Mail, на Космополитан, германски Билд, француски весник. Па се погодил некој од оние лопци на глави што се меѓу тие стотици илјади кои што го те виделе на Инстаграм? Искрено да ви кажам, јас до ден денес не сум ни свесна, значи колку постигнав во тоа поле. Само ќе прочитав, секој ден ме репостираја. И гледам, а најбитно од сето тоа, значи најсрекна што бев, беше на секој репост, на секоја репортажа за мене напишана, секаде пишуваше Мери од Македонија, никаде не пишуваше Фиром, што ми беше многу драго и мило. Така да, мислам дека вистински амбасадор бев за државава. Така.
И како што кажа пред малку и слушна институциите кај нас, слушна и почна од веќе најразлични ме организации. објавија во иди, мислам дека да иди види беше, на Кајгана објавија нешто, на Мотика, така да веќе од после, од како видоја, значи кога ме репостира Daily Mail, Космополитан, Германски Билд и не знам веќе кој друг беше, така да бев и на турска телевизија исто, на ТВ8. Исто имаја, значи, заменец. Моите видеа, значи, беа земени. Кажано дека Мери, мейкап артист од Македонија, Охрид. Значи, сето тоа беше нагласено, што ми беше многу драго. И гледам дека после веќе почна и кај нас во Македонија, видоа дека има некој. Така. Доби ли некоја понуда од надвор? Конкретно бизнис понуда? Да, имав и бизнис понуди од надвор. За соработка или имав, за... имав и за соработка, имав исто и во Дубај, значи Абу Даби уствари, поточно. Многу добра понуда, така да мене вратите ми се секаде отворени, меѓутоа јас сум врзана за овој град, врзана ова е, значи тука сум реализирана целосно. Имам работа веќе, како што знаете, работам на аеродром веќе 18 години. Магистар си по туризам, скоро сме колеги, малку повеќе си од мене. Туризмов и мејкапов, како ги... Па имаат, да знаете дека имаат соодност, и то добар соодност. Ево како. Видите што ми се случи мене, значи со мејкапот се промовира Охрид. Така, значи тоа е промоција на самиот град, така? Најубав начин на промоција. Најубав начин на промоција се промовира и самава држава. Значи тоа за мене, јас барем така го гледам, ако грешам, ево нека ме поправа, другите, ама мислам дека е доволна промоција. Секаде пишуваше Мери, мејкап Мери од Македонија, Охрид. Значи сите не најдоа кај сме, барем тие што не знаат кај сме. Така, како мејкап артист, што кај кажеш за охриѓанки? Се грижат ли за себе, за своето лице? Јас искрено ви кажам, без разлика на генерација. Тоа сакав да кажам, во моето студио доаѓаат од мало до големо, до најстаро, така да искрено капа да им скинам на жените во Охрид и во Македонија општо, меѓутоа охриѓанки стварно заслужуваат едно големо браво за нега на кожа, за хигиена, за гледам начини на облекување, начинот и на однесување. Можам да кажам дека охриѓанки се стварно многу модерни жени. Многу модерни жени и браво, секоја чест. Ги сакам, ги поздравувам. Не одам на Мејкап бај Мери наполни 5 години, спомнавме, меѓутоа заборавив да те прашам. Имаше ли во овие 5 години момент кога си рече не можам повеќе, се откажува? Имаше. Имаше такви моменти. Тие моменти беа кога моите деца беа болни, прима инфузија, а јас морам да нашминкам некого. Морам да бидам насмеана. Имаше моменти кога ми било тешко, значи да ме боли нога или било што да не можам да издржам, меѓутоа мораш, затоа што тој што стои пред мене не ми е крив за таа ситуација, значи ова е услуга и секој сака да добие максимум од квалитет на услугата. Плаќа, а и да не плаќа, без разлика дали се 50 денари или се не знам колку пари, без разлика на вредноста на парите, за услугата треба да се испоштува клиентот максимално, да биде стварно, да се осети дека е важен. За мене се важни моите клиенти. Тогаш беа тие стварно тешки моменти, сум имала такви моменти, ама сум гледала да го скријам сето тоа, да сум насмеана и да бидам соговорник со секој мој клиент. Предпоставувам дека семејството било она што те терало да продолжиш. Да. Да продолжиш преку се и да речиш одам понатак. Искрено ќе ви кажам, за нив работам, мислам, за нив се трудам, пошто најголем поттик, ево сега можам да кажам и доста, прекинувам, направив јас максимумот, навистина уште одамна го достигнав. Меѓутоа нема да застанам, затоа што гледам дека мојата 7-годишна ќеркичка има афинитети кон шминкањето. Ќе видите, значи имав и туторијал баш кај што меѓутоа што би рекле охриѓани пилето дали го има, бидејќи треба да знаеш. Тоа сакав да кажам, значи гледам дека прво видов како црта. Значи се видов себе си во нејзини години. Гледам колку јас одам се шминкам, доаѓа значи до мене да ме гледа, истото јас го правев. Значи мојата мајка ќе станеше наутро да се нашминка, јас седев како детенце покрај нејзе и ја гледав, ја пратев, сите потези ги пратев. Така да гледам дека има афинитети и ќе продолжам заради нејзе, ќе бидам една одскочна даска. И мислам дека ова е со уметноста како љубовта, значи
нема граници. Значи кога ќе ви затрупа на срцето, значи нема крај во таа работа. Така да и јас мислам дека Ќе би се пикне под кожа, ако е само на површина. Мене ми е вродено, не е веќе под кожа во вените ми е, што да кажам, значи јас и без разлика дали ќе шминкам или нема да шминкам, јас ќе продолжам да цртам. Значи јас секогаш сум имала четка во раце. Без разлика дали ќе е тоа во бизнис претворено или не знам како, не го гледам јас така како бизнис. Јас го гледам како уметност, како едно капче каде што единствено тука се осеќам своја. Тука сум баш јас и сум среќна и можам да ги надминам сите проблеми. Се враќам дома, замислете, цел ден да работиш, значи без пауза, без јадење, без вода да пиеш, без ништо, со многу клиенти, со жени во прашање, значи да имаш енергија после тоа кога ќе се вратиш дома, за да посветиш внимание, адреналинот ти работи, имаш уште повеќе енергија. И тие 2 сати дома што сум со мојата фамилија да ги искористам квалитетно, сакам да кажам. Ме разбирате што? Значи имам повеќе, уште повеќе енергија. Така. Наместо да се троши. Се разбиваат ли стереотипите, доаѓаат ли мажи? Да, доаѓаат. Во последно време трендите зетови доаѓаат. Пошто тоа е посебна процедура за шминкање на мажи. Јас имам и курс посебен завршено за тоа. Така да доаѓаат зетови, манекени, ако има некој евент, например, да присуствува на некој состанок, некој кој што мора да биде пред камера. Тоа се сепак пудри, специјални пудри, значи за пред камера, каде што не се она да се гледа дека е пудра. Се прави блендирање, сите недостатоци се покриваат, тие темни подочњаци се покриваат. Ако има брада, мора да биде идентична и лева и десна страна. Ја цртам и брадата, меѓутоа таа е толку суптилна, толку е дискретно сето работено, толку уметнички да не можеш да приметиш дека е шминкан. Али сепак на слика, на фотографија, на камера изгледа многу добро. И за во летни периоди, да не поти, да не за зет, ако е во прашање. Да нема одсјај, да има одсјај сепак, да. Што ти е мири сон? Сон. Нешто што би сакала Искрено, најголем сон ми беше да имам деца, и јас ги имам. Тие се моите најголемо достигнување. Друго, мислам дека сите соништа сега за сега ми се остварени. Еден мейкап артист кој што ги имал сите соништа, јас мислам дека мене ми се остварија. Ке си најдеш ти нов, мислам јас. Мене ми се остварија. Мислам дека ке си најдеш некој нов. Дека нема да застанеш. Ево, сега ќе ви кажам, последно бев толку среќна од MAC Cosmetics, значи ми пратија поклони, рачунајте, значи стварно ми беше голем престиж да добијам поклон, да ги промовирам. Од нив, значи да те почитуваат, тоа беше, мислам дека за секој мейкап артист тоа е сон кој што стварно секој сонува. Да застане на голема козметичка куќа зад тебе, тоа е. Да, дојдов стварно, не само MAC Cosmetics, доста мейкап козметички куќи ми праќа производи и ми праќаат уште до ден денес да ги рекламирам, да ги промовирам. Значи, пошто го ценат мојот труд и така да тоа мене многу ми значи. Навистина, и не само мене, значи. Веруваат во квалитетот. Да, веруваат во квалитетот, значи. Го ценат мојот труд, да, тоа ми е многу битно, стварно. За самиот крај, нема да е фер, да не те прашам едно прашање, што мислев уште на самиот почеток, колку од јавни личности од кај нас ги побарале услугите на Мери? Без разлика дали е од Охрид, дали се од Македонија, ето. Ама чисто конкретно за Македонија зборуваме. Да, доста, пошто во Охрид налето имаме, како што кажав, доста фестивали, евенти, доаѓаат, значи, пејачи, исто така за спотови кои ќе снимаат, значи ме бараат, така да задоволна сум, среќни се што ме знаат, имам контакти после тоа и искрено и јас сум многу среќна што ето како дете сум ги слушала, сум ги обожавала и па сега ми седнале тука блиску до мене, значи има можност значи да ја запознам подруго, затоа што ептен сум блиску, значи така да супер, многу сум среќна што веќе ме знаат и доаѓаат, ме бараат. Доста од нив.
Мене ми останува да ти се заблагодарам за учеството во Јокламава. Успех прво на приватен план, успех на професионален план, да си пронајдеш уште некој сон, што сакаш да ти се исполни, што верувам дека со оглед на тоа колку си полна со енергија и ќе се случи за брзо време. Така. А ние ќе се видиме во некоја наредна прилика. Имаме ова е многу мал краток термин за да зборуваме. Можеме за уште многу работи да зборуваме. Јас ви благодарам за поканата. Задоволството беше мое. Многу ме радува што ме поканавте. Значи, стварно, Охрид си го сакам и ова за мене е од голема важност, сепак да присуствам на наша телевизија. Така. Фала ви многу уште и често и задоволството е и наше, Мери. Почитувани гледачи, вам се заблагодарувам за вниманието пред се и ви посакувам убаво попладне. Се гледаме наредниот вторник.